Почитувани граѓани, грижата за сите граѓани и заштитата на стандардот е во фокусот на мерките и политиките на СДСМ. Со новата мерка гарантирана цена, стотици основни прехранбени производи од пекарската, млечната и месната индустрија се намалени од 10 до 40%. Листата на производи е проширена и со пијалоците, а со последните одлуки се намали и маржата за овошјето и зеленчукот. Сите овие мерки се надополнуваат и со намалување на увозните давачки за овошјето и зеленчукот и за дел од млечните производи, со што цените се намалуваат и до 30%. Ваквите мерки на СДСМ имаат и економски и социјален карактер. Намалувањето на цените на храната го штити стандардот на граѓаните, особено на ранливите, и обезбедува пристап до пониски цени на сите неопходни производи. Зголемувањето на платите и пензиите, кои што со СДСМ растат во континуитет, се надополнуваат овие политики за подобрување на стандардот на граѓаните. Минималната плата, која што во 2016 година беше 8.000 денари, а во некои сектори дури и помала, денес е 20.750 денари, што е зголемување повеќе од двојно. Просечната плата, која што беше 22.000 денари, денес е 37.000 денари, односно за 60% повеќе. Платите во одредени сектори се зголемени до 40%, како што е кај докторите специјалисти, 20% кај другите лекари. Во образованието, споредбено со 2016 година, платите се зголемени и над 50%. На овој начин, од 2017 година наваму, една минимална плата и една просечна плата ја надминуваат вредноста на потрошувачката кошничка. Тоа никогаш се нема случано пред 2016 година за време на владењето на ДПМНЕ. Ние ќе продолжиме со политиките кои значат подобрување на животниот стандард, извлекување од сиромаштија и повеќе пари назад кај граѓаните. Со општиот колективен договор следува зголемување на платите на целиот јавен сектор за 10% и исплата на К15 од 10.000 денари на секој вработен. Следува ново зголемување на пензиите и континуирано зголемување на минималната плата, како и платите во другите сектори. Ви благодарам.